почитувана колешке Слаѓана Метовска, се е кажано. Може нешто е и премолчено, но секој со својот ум и со својата совест. Сепак, нашите зборови патуваат и молчењето. И од нашите зборови веќе ги гледаме првите ефекти во јавноста. На некој начин ја зголемивме сензитивноста кај луѓето кои што се поставуваат на функции и кои што и самите ги чувствуваат своите слабости како резултат на конструктивните критики, па веќе ги отстапуваат функциите кои што им се понудени. Тоа е нашата работа, да направиме притисок да се избере квалитетен кадар кој што ќе раководи со важни витални функции. Секако дека и нашата заложба од оваа говорница овдека е истото да се случи и со овој процес на разрешување и именување на јавен обвинител. Впрочем, почитувана колешке, би сакала да ве запрашам, веќе денес излегува информации по медиумите дека антикорупцијска се произнесе по нашето барање, по нашата представка, односно по представката на ВМРО-ДПМН за законитоста на продолжувањето на процедурата за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Има информации дека антикорупцијска се произнесла дека не е законски, она што и ние цело време го говоревме, оваа процедура да продолжи во овој период кога се распишани веќе локалните избори, па мене ме интересира и јавноста, граѓаните ги интересира, што понатаму во текот на денов веќе е стигната таа информација до собранието, до службите, така што треба да бидеме и ние известени и треба да се преземат конкретни мерки, затоа што не е во ред и покрај произнесувањето на една таква институција која што е компетентна и надлежна да го даде своето мислење, понатаму да продолжуваме со дискусии и понатаму да продолжува оваа седница, односно да не се стави во мирување до завршувањето на изборите. Почитувана колешке, лично сум исто така ве поддржувам во вашите заложби за спроведување на процедури понатаму во процесите на усовршување на јавната администрација, бидејќи во вашиот говор имавте поголем дел ви беше во таа насока. Во справувањето со она што значи предизвик и она што значи усовршување на услугите на јавната администрација, не само замена на едни луѓе со други. Благодарам.